Добро вечер, екстензија од Вестите, Вести Плюс, вечерва со Моника Зајкова, пратеник, председател на ЛДП и неновата функција подпредседател на парламентарното собрание на ОПСЕ. Добро вечер. Добро вечер. Ќе започнем со најновата функција која што ја добивте. Ретко има, можеби никогаш Македонија на волку висока функција. Се чувствувате посебно горда за ова? Па добро, ова е пред се, мислам дека национална гордост, не само и лична гордост. Македонија никогаш не имала на оваа позиција свој човек, не имал ни Западниот Балкан. Последен пат бил Кривокапич од Црна Гора во некој таму 2000-та година, така што е навистина голем успех, а посебно го прави успехот тоа што оваа функција не се добива со именување или назначување, туку по пат на непосредни избори во кои што гласаат делегации од 57 парламенти, каде што и Светата столица има своја почесно место. Затоа и има поголема тежина, бидејќи јас бев во трка со уште 7 против кандидати, така што мене навистина ми значи извојуваната победа. Добро, тоа е ваш личен успех и ви честитаме за тоа, меѓутоа граѓаните секако ќе се прашаат што има државата од ова, што може да направите од оваа позиција за Македонија? Знаете како, повеќе градење на влијание, односно презентирање на позициите на Македонија како клучен конструктивен фактор наметнување на наши идеи таму, нормално помош да наши експерти се вклучат повеќе во институциите на ОПСЕ, држање на приоритет не само на Македонија, но и на целиот Западен Балкан. Сите овие горливи прашања кои што го имачат македонските граѓани, таму може да бидат поставени како еден од приоритетите на бордот на ОПСЕ кои што ќе се разгледуваат, а многу е важно да се држи високо темата за одредени држави, бидејќи гледаме нели како секогаш одредени држави си ги позиционираат своите агенди во меѓународните институции. Затоа е и важно и Македонија да се позиционира постојано и да биде во фокус на агендата на ваквите институции, но мене ми е навистина жал што, например, иако никој од државниот врв не ми честиташе за позицијата, освен спикерот на собранието Гаши, што никој не ме ни повика се уште да ние навистина поставиме што може јас преку оваа функција да издействувам во рамки на тоа, во рамки на организацијата на ОПСЕ и на бордот на ОПСЕ, кои се приоритетите кои што Македонија би можела да ги постави таму и така натаму. Така да кажете, кога до овој момент државата не е заинтересирана што може да добие кога имаме наш човек таму на таква позиција? До сега јас немам добиено повик за координација од ниту една друга институција. Добро, се надеваме дека тоа ќе се случи. Јавноста нема да кажам во шок, меѓутоа централна тема е тоа што се случуваше во Гостивар, сите нели практично како граѓани жалиме за тоа што се случува со нашите сограѓани во Гостивар, меѓутоа тука има очигледно пропусти и системски и нормално се бара одговорност, еве како пратеник, како политичар, како председател на партија, според вас, па и како правник, ако сакате, кај кого мислите дека треба да се лоцира правната одговорност за ова што се случи, а кај кого политичката? Знаеш како, Александар, појдовната основа на ЛДП доаѓа од Лигата на демократија, која што, или професорот Марјановиќ, кој што сакаше или сакавме Македонија да биде попристојно место за живење. Наспроти тоа добивме еден хаос и да сведочиме на вакви катаклизми и ова не се трагедии, туку ова е буквално човечки фактор на пропуст. И мислам дека во Македонија оно што е клучно е тоа што зборот одговорност постои само во теоријата, а ние реално во праксата не гледаме одговорност. Значи, истото се случува и во последниот случај. Значи, таму буквално на луѓето во уста им ставија фекалии, значи се позаразија куп луѓе и ние гледаме цело време еден вид на пинг-понг надпревар, кај бараме сега кој е крив, кој е прав, па никој не чувствува никаква одговорност. Тоа еве сите патуваме и во ниту една нормална држава не се случува. Еве вие снимате видеа секојдневно и мене ми е драго кога ќе видам дека објавувате нели оние мала победа и слично. Меѓутоа за мене уште подраматично е тоа што таа мала победа е одлика на тоа што некој не одговара. Тој е платен да ја врши работата, а ја завршил работата од како вие сте снимиле видео. И мислам дека насушно е потребно во
во вашите видеа да ставите и вториот дел, а тоа е делот за одговорноста, дали некој одговарал што со платен со ваши пари не си ја вршил работата, туку чекал вие да алармирате за да отиде таму на лице место и да си ги заврши работите. Истото се случуваше, ако се сеќавате, имавте едно видео со пластики, јас решив институционално да го поведаме тој проблем и го реобјавив видеото со куп пластични шишиња кои што течат во реките и знаете што добив, еве го дописот од народниот правобранител, кај што пак сме сведоци на истиот пинг-понг, не е надлежен овој, не е надлежен оној. Јас не знам кој е одговорен. Чека, зборувате за тоа за Вардар пластиките пред години и нешто повеќе. Ама сето тоа се последица за на крај да дојдеме до најбрутално луѓе фекали да конзумираат и ние да прогласиме епидемија, а никој да не се чувствува за ништо одговорен и да не ги види наназад последиците. Мислам дека тоа е стварно жално и е огромен пораз за тоа што имаше приведување од комуналец гостивар или директор од други так функционери што работеле таму, дали тоа мисле дека не е доволно и другото подпрашање дали практично ова е производ на еден антисистем што го нарекуваме, што е граден буквално со децении, сега ги бериме негативните плодови од тоа. Па точно, ама ние со децении имаме исти структури на луѓе кои што се минјаат на највисоките позиции и секогаш имаме некој треторазреден што одговара за нешто, никогаш не се лоцира највисоко одговорноста, дури дотаму ни е луд системот што и кога министер ке си поднесе оставка, не му се прифаќа и после тие истите луѓе не морализираат како треба да го градиме општеството. Апсолутно, ова не се случува од вчера или од денес, туку ова е ставање постојано на проблемите под тепих и немање на одговорност. Значи, клучната работа е тоа што никој во оваа држава не се чувствува одговорен и секогаш одговара некој трето разгледан да се штитат најодговорните за целиот хаос кој што е која е причината за тоа според вас? Бидејќи детектирате дека ова се случува буквално со децении, со години. Ја ви кажав која е одговорноста, затоа што како да се промени тој начин на вие сте млад политичар, претпоставувам имате нова идеја. Кога ќе почнеме да не штитиме никого, туку да одговараат на вистина сите, кога ќе се развие свеста дека одговорноста мора да постои, да има име и презиме, а не постојано некој да се заташкува и да застаруваат случаи на највисока корупција, тогаш ќе може да збориме дека градиме систем. Се додека партиски се штити ово или оној, никогаш нема да изградиме систем, а на крај цената ја плаќа народот. Овој пат со епидемија, следниот пат може да биде и со смртни последици за кои што и некогаш не сме сведочели. Имавме неудобна трагедија, исто каде што е системот крив, а уствари некој свесно дал лиценци за клуб кој што не исполнува технички услови, кај што луѓето не можеат да излезат и се запалија живи и се уште нема никаков исход од случајот и нема никој кој што ја повала одговорност. Да, бидејќи таа гајање на култура на неказнивост влече корени меѓу другото и од измените на кривичниот законник донесени во време на влада каде што вие бевте член и сега граѓаните можеби ќе се прашат или дел со какво право повикувате правда кога сте биле дел од еден таков систем кој што донесол такви законски измени. Апсолутно повикувам на правда, бидејќи моите ставови се конзистентни и кога седавме во владата, ЛДП не го гласаше тој кривичен законник. Имаше предлог кој што здушно си се чува во фиока се уште и стои во собранието и може да отворите на собранискиот сајт, има трак, каде што предлагаме да се зголемат роковите на застареност, за да не сведочиме секојдневно на застарување на корупцијата на највисоките ешалони на власта. Но најтрагично знаете што е во политиката, кога некој ги критикува грешките на претходникот, а потоа доаѓа истите грешки ги усовршува наместо да ги поправи и затоа бевме сведоци на носење на уште покатастрофален кривичен законник од тој кој што се донесе, за кој што ЛДП повторно алармираше дека е навистина лош, но колегите од мнозинството не убедува дека тоа е еден супер закон, за на крај пак да добиеме шамар од Брисел, дека во тој поглед не ги исполнуваме условите, ама со тоа секојдневно народот губи пари. Како што со изборниот закон изгуби 4 милиони, за неиспроведување на другите реформи губи 170 милиони. И сега кој ќе ја понесе одговорноста тука?
Во овој парламентарен состав како партија имате еден пратеник, меѓутоа сте дел од АЛДЕ, што не е така наивна група во Европскиот парламент, да речам е прилично влијателна. Се почесто се споменуваат предвремени парламентарни избори напролет, можни. Дали како партија ги антиципирате ваквите најави, дали се подготвувате за можни предвремени парламентарни избори? Прво ќе појдам од она што го спомнавте за АЛДЕ. Ние во АЛДЕ поминавме пред еден месец резолуција за она што највеќе го тишти македонскиот граѓанин, а тоа е понижувањето секундневно на границите со системот за влез и излез. И она да не се ставаат никакви историски прашања во текот на преговарањето. Знаете колку не викна кога се вративме тука? Никој не навикна да каже чекај бе луѓе што усвоивте вие таму, што зборевте, таму има комесари во АЛДЕ, значи има министри за надворешни работи. Но не се, постојано се игнорира се што правиме. Јас не знам зашто ги имаат државните функции, ако не им е кејф да направат нешто за нацијата. Инаку за изборите, ако сакат, утре нека одржат избори. ЛДП е спремна да настапи на предвремени парламентарни избори. Зошто го велам ова со така самоуверено и со насмевка? Затоа што верувам во нашите предлози и знам дека 80% од граѓаните ги поддржуваат нашите предлози за отворени листи, зад кои што ќе не може да се крие одговорноста. Таму има директно име и презиме на избраниот представник. 80% од граѓаните поддржуваат да се укинат банкарските провизии, бидејќи банките за сметка на своите профити ги дерат луѓето со провизии и непотребни трошоци, а државата не интервенира, иако неколку пати редоследно го поднесуваме законот. 80% од граѓаните се согласни со нас дека нема потреба толку заменик директорски, министерски места. 80% се согласни дека треба да се укинат тие непотребни паушали во дел од управните одбори за електронската нараквица и за други предлози на ЛДП, но она што е поразително е што големите партии сакаат пустиот изборен модел да одиме повторно на избори. Зошто? Затоа што ваквиот изборен модел очигледно им одговара, затоа што зимаат највеќе пари согласно ваквиот изборен модел, за да секојдневно слушаме разноразни соопштенија од кои што цревата више ми се превртуваат, не можам да ги гледам кога ги пуштат по медиумите. Сака да кажете дека не се искрени тие соопштенија? Апсолутно никаква искреност. Уште згора на тоа, со истиот изборен модел и по законот за финансирање на партии, им плаќаме и на 4 најголеми партии аналитички центри за да натрујат секојдневно за популистички вести од кои што граѓаните имаат нула интерес. Имам две подпрашања. Кога велите дека се подготвени за избори, предоставам и размислувате дали очигледно опозицијски действувате, дали би оделе сами на изборите или евентуално во некоја коалиција со СДСМ или со некоја друга партија? Јас секогаш беа локалните избори, говорев дека ЛДП секогаш настапува во сојуз со граѓаните, така и нели кога се спремате за изборен настап, земате во предвид се од изборен модел, од моментална состојба актуелни политики, така што пак ќе напоменам дека ЛДП ќе биде на избори во сојуз со граѓаните, граѓанските листи. Добро, практично нема експерт, политиколог или некој човек кој што е аналитичар, кој што ја работи македонска политика, да не каже дека една изборна единица и отворени листи се клучот за демократизација најпрво на партиите, а потоа и за еден побрз развој на општеството. Вие кажавте дека има отпор практично од поголемите партии тоа да се направи. Дали со тоа според вас мислите дека ги стават своите партиски интереси над тоа што е добро за државата, со тоа и на граѓаните? И кога го барете тоа, кои се образложенијата? Зошто го одбиваат тоа? Па не, знаете како, тие никогаш директно на граѓаните нема да им кажат дека се против отворените листи и една изборна единица. Гледате дека постојано се вадат едни на други. Ако некогаш против една изборна единица била сега опозиционата партија, после била, не знам, владеачката партија, па после албанскиот фактор наметнал други прашања, нели се оди на тоа да се изгради консензус. Истото беше на последната работна група. Као постоеше консензус за една изборна единица, заведнаш на крај да излезат предлози као 3 изборни единици и 8 изборни единици. Отворените листи воопшто не се ни спомнуваат, бегаат од нив како од ѓавол, како да се плашат дека граѓаните ќе го имаат. Затоа што се плашат од граѓаните. Затоа што не е исто кога граѓанинот ќе може на листа да ве избере вас, иако сте 20, и кога листата ќе ја подредат, нели, бидејќи ние се уште имаме султански лидерства, ќе си ја подредат лидери
доверието во партијата со тие најлојални луѓе. После ќе ме прашате за одговорност и потврлањето, па како ќе имаме одговорност кога некој нели си ги гледа најлојалните луѓе и нормално ќе гледа тие луѓе да ги штити. Дека сега практично вие велите дека можеби некој се загрижи да не се соочи со реалноста, за тоа граѓаните кои всушност сакаат да плашат од отворени листи затоа што се плашат од гласот на граѓаните. Тоа е од реалноста за тоа граѓаните за кого ќе гласаат. Ајде прво за една кратка анализа 2 години од мандатот на владата, која е вашата најголема забелешка за работата на актуелната власт? Што мислите вие дека прво би требало да се промени? Па ако јас се прашам што се итни приоритети на оваа држава, е дека треба да ги обезбеди итно оние милиарди кои што треба да ги земеме од Европската унија, значи тоа се околу 10 милиарди. Не сме Македонија да си дозволи да изгуби повеќе ниту 1 цент што доаѓа како грант од страна на Европската унија или од земји надвор, затоа што ние сме најсиромашна држава во Европа. Значи може ние да си кажуваме тука приказни и да си правиме не знам какви сценарија, меѓутоа факт е дека сме сиромашна држава и дека не сме да си дозволиме да се губат парите. Се губат од суета, затоа што не се слушаат предлози, се игнорираат предлози, затоа кажав, кога критикувате за одредени грешки, немој потоа да ги усовршувате тие грешки наместо да ги поправате и да тргнете на подобра. Кои предлози не се послушани, кои резултирале со губење на средства од европските да кажам, пари? така ЛДП 2 години говори за уставни измени со одложено дејство. За да сега не просветла дека е и заклучила дека во заклучоците на Советот немало рок кога треба да стапат уставните. Добро утро. Значи 2 години устата пена ни фати и ги покажуваме тука кај вас во емисија заклучоците дека нема рок кога да стапат. Што ги спречува сега откако констатира, не го слуша ЛДП, иако ние носевме тука представници од ДАЛДЕ и од СИГДА за тоа одложено дејство, што ги спречува да ги направат? Јас инсистирам да бидат со одложено дејство, бидејќи Македонија нема ништо да изгуби, затоа што тие ќе стапат во сила кога ќе се ратификува пристапниот договор од страна на сите држави членки, да ги направат и да пуштат нота до Брисел дека еве согласно заклучоците на Советот на Европа, ние нашата обврска ја исполнивме. Добро. И да почнеме да ги отвараме и затвараме кластерите до 2029 да станеме членка. Ако за Црна Гора се предвидени 3,2 милиарди, по глава на жител Македонија има 3 пати повеќе жители, значи Македонија би земала околу 10 милиарди од започнување пристапниот процес. Зошто ги губиме тие средства? Или што не спречува да го донесеме тој фамозен кривичен закон кој што се чува со години во фиока, кој што нели е согласно правилата на Европската унија и да имаме тука систем на транспарентност, одговорност и казнивост. Или што не спречува, не знам, да седнеме, стално го кажам примерот со Хрватска, кај што Весна Пусич го водеше Националниот совет за евроинтеграција, како нели еден не од поголемите партии, но од помала партија која што успеа да направи успех за затворени врати, да направат план како ќе ги водат преговорите и да направат Хрватска членка, што не спречува нас и вајде не за прашањето со ЕУ, за прашањето со партизацијата, да седнеме на маса и да направиме договор дека навистина треба ресет и дека е доста више од ова е мој, ова е твој, чувај го овој, чувај го оној, испечати му диплома на оној, дај му возачка на оној и да кажеме стоп. Значи ова не е во ред за системот, правиме еден целосен ресет и од тука тргнуваме сите во подобрување на состојбите во државата. А во јавноста се коментираше вашето појавување на платформата на диалогот за Македонија, практично една група од каде што има поранешни функционери на СДСМ кои што експлицитно бараат промена на раководството на партијата и реструктурирањето на моќта која имаше партијата порано. Како вие гледате на тие случувања тамо и претпоставувам дека имавте обраќање за затворени врати, беше кои беа вашите пораки? Значи ЛДП ќе присуства на секоја средба која што е од тип на граѓанска средба, бидејќи таму не беа само поранешни функционери на СДСМ, можевте да видите и професори, можевте да видите адвокати, познати правници, на кои што се дискутираше за она што се случува во државата и за оние состојби кои што веќе се загрижувачки, особено во делот на правосудството. А во однос на тоа што се случува во друга партија, ниту ме интересирала, ниту па се надам не ги интересира ниту нив што се случува во ЛДП, иако ЛДП има пракса за волја на вестината, двете поголеми партии да зимаат кадри од ЛДП и да ги зачувуваат на високи позиции, од амбасадорски до меѓународни секретари и слично, но еве
и за јавноста да знае дека апсолутно не ме интересираат ниту мене, ниту членовите на партијата, што се случува во другите партии. Си го гледаме нашиот двор, нашите политики и преку тие политики да излобираме повеќе решенија кои што ќе донесат бенефит за граѓаните, а не за партиите. Моника Зајкова во Вести Плюс ви благодарам. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со Канал 5.